Во густежот на Нидже, колку што е богат спектарот на есенските бои кои ги нарековме Ниджетон, исто толку е богато и царството на животните. Нивниот цар во светот обично е лавот, но овде тој им станал татко со име и презиме, затоа што со храброста која станала пасија, ја сака и облагородува природата, станувајќи самиот дел од неа. Даниел Воиновски има мисија со репроцентарот Нидже да ги збогати видовите во скутот на мајката природа. А таа веќе не е самоохрана кога има човек кој се грижи за нејзината иднина. Нидже во визијата на репроцентарот им припаѓа и на децата и на младенчињата, кои треба да растат едни покрај други, затоа што овој убав свет е заеднички. Кажи ми каков дивеч има овде, чисто да знам каде да гледам и што да се пазам. Па има све, значи ловиштево е богато со скоро сите, не скоро него сите врсти на дивеч во Македонија. Значи примерно тука е дивата свиња, срнечкиот дивеч, волци има прилично, мечката е присутна и понатаму имаме врсти на дивеч кои што де факто ние ги имаме воведено, населено на Нидже. Тоа е горскиот елен и лопатарот. Значи збориме за крупниот дивеч. Нормално тука има и чакали, и ситен дивеч, не знам, куни, лисици, зајци и прелетниот дивеч, пример неколку врсти, при тоа имаме и ове како се вика, ребица камењарка, значи рок партридж. Така да главно, значи концесијава наменски е за отстрел и за лов на, значи, на крупен дивеч. Доволен ни е Тила, јас чакам животни, ама нема потреба да ги видиме овие другиве. Да. Сега би сакала ете на самиот почеток можеби малку повеќе да ги разјасниме работите. Кога ќе се спомене ловиште, асоциацијата е на нешто неово. Меѓутоа функцијата на самото ловиште е, ќе речам, можеби малку по-благородна, бидејќи вие целта на ловиштето е да се зачува биодиверзитетот на Нидже, бидејќи имате и репроцентар. Да. Што тоа значи, еве за оние кои што не знаат и кои што ја имаат она нели можеби лоша перцепција за ловиштата? Во суштина репроцентарот е основата, сршта на зголемувањето на потенцијалот, значи биолошки. Што значи тоа? Значи во репроцентарот имате строга контрола на бројот на грла кои што ги чувате, нивното размножување, прихрана, заштита и така натака, и населување како крајен чекор. Така да ние во репроцентарот во оградата која што е негде околу 700-800 хектари вкупна површина, со околу 25 км значи ограда жица, имаме околу 2000 грла од сите врсти значи на дивеч. За таа количина, значи на толкав простор, на толкав мал простор би рекол, потребно е прихрана. Значи природната фауна не дозволува да дивечот живее на толку мал простор, што значи дека ние прихрануваме негде годишно скоро околу 400 тона вкупно, значи прихрана, тоа би значило околу 1 тон на ден. Главно се однесува на луцерка, значи и на пченка. Значи тие се отприлики околу 200 тона луцерка и 200 тона пченка годишно трошиме за прихрана од дивечот. Сега кога ги земете колку тоа значи во сума на пари, дека 1 килограм кошта, не знам, 10, 12 денари, 14, зависи од пазарната вредност, имате представа каква сума на пари се троши за одржување, развој, размножување и населување на дивечот. А колку луѓе се грижат за оваа прихрана? Да, вкупно имаме ловишто 11 вработени. Тука е ловчеварската служба 7 луѓе, управникот на ловиште, стручното лице, шумарски инженер
Имаме кувар, имаме домаќинка, значи задржување на објектите. Така да тука се мислам 11. И имаме еден човек што е задолжен за документацијата, што значи од аспект на припрема извозни листи, трофеи, документации, увоз, царински процедури и така натака. Не знам, ова е еден податок, јас сега предпоставам дека, нели, бидејќи го нема некаде официјално, не го најдов, меѓутоа го открив, дека освен, нели, што се грижите за овој дел, вие, мислам, зборувам, вие од ловиштето сте донирале елени и за галичица и јасен. Значи, не сме донирали, сме испорачале, имаше, тоа беше некој тендер за населување на дивечот на галичица, мислам дека беше преку тие ИПАРД фондови. Имаше конкурс, ние учествувавме и понудивме најдобри услови. Конкретно испорачавме 30 горски елени во Националниот парк Галичица. Направена е таму ограда, донесен е дивечот, мислам дека беа 6 машки, 24 женски единки. Таму се размножуваат и планот е да од тој репроцентар, мал репроцентар таков, се населува, се пушта во отворениот простор. Така да, меѓутоа има и доста други ловишта кои што имаат набавено од кај нас. Имаме спорачено и во јасен пример и така натака, значи имаме соработка со сите ловишта, концесионери, вршиме размена, некојаш се менуваат грле ради подобрување на крвната линија или ствари за промена на крвната линија, така да имаме соработка активно со сите. И сега, нели, ме интересира околу животните. Дали овде ги има само оние видови на животни кои што се, да речеме, од овој дел или можеби од Македонија, или имате и животни кои што претходно ги немало кај нас па се донесени во ловиштето? Да, значи вака, тоа станува збор за автохтона и алоктона. Так. Автохтона е врста која што потекнува да биде простор и алоктона која што е воведена и така натака, која што е не домицилна. За жал Македонија е сиромашна во тој дел. Значи кај нас се рачуна дека горскиот елен е автохтона врста и исто и лопатарот. Дури и муфлонот. Меѓутоа, реално муфлонот никош не живеел на вие простори. Исто се не со лопатарот. Некоја мала бројка на горски елени постојат, значи постојат и во Грција, и во Бугарија, и во овој појас, да кажеме, на земји во блиско обкружување. Меѓутоа, реално, тие се врсти кои што не се дозволени, не се запишани во ловностопанските основи на концесионерите и значи се забранети за лов. Така да ние требаме со една идеја да направиме населување, донесовме прилично големи матични стада од 50 до 100 единки од секој вид и ги размножуваме и секоја година одредена популација ги опуштаме отворениот простор. И тоа ги пуштаме обично единките кои се на возраст 2-3 години, не повеќе, затоа што е многу битно да дивечот на таа возраст се прилагоди на надворешните услови. Што тоа значи? Дека одреден број од тие единки ќе бидат шведска маса за волците, нели? Значи многу брзо ќе бидат приближно или од прилike негде околу 30% од дивечот страда во првата година. Што значи? Затоа што едноставно во самата ограда не се запознаени со предаторите, самото пуштање у природа, радозналоста на животните, така доаѓа до ситуација да он нема да знае да се одбрани или ќе треба време додека научи како да се брани. Така да еден дел, приближно околу третина, се губи од тој фонд, меѓутоа со секоја наредна сезона дивечот се размножува зависно од процентот на женки и бројот на прираст е приближно меѓу 30 и 60%. Значи од матичното стадо кое што би го пуштиле во отворен простор. Кој вид има најмногу? Сигурно имате, нели, па да, највеќе имаме од овие што ги кажав, главниве елените, значи од фамилијата на елени, горски елен и лопатар. Меѓутоа имаме и сика елен, тоа е јапонски елен, сервус нипон, имаме од фамилијата на овци, значи берберска овца, форкорн шип, рака шип. Тие се прилично тешки за преживување отворениот простор ради процентот на волк. Значи сите цел дивеч од фамилијата на овци и на кози е прилично незаштитена, би рекол, во отворен простор. Затоа и у Македонија де факто никогаш муфлоните живееле. Меѓутоа, со години нешто има донесено во доделени ловишта оградени, се рачуна дека муфлонот е автохтон вид. А во суштина не е. Сега, нели, јас не сум ловец, сум немала ни прилики да доаѓам на вакви места, меѓутоа ми остави, навистина, мене
убав и силен впечаток, нели, и ловиштето и целата оваа природа. И сега ме интересира какви се впечатоците на странците, затоа што обично нели таа нека категорија луѓе се луѓе кои што одат на убави места, претпоставам некои се нели по луксузни, некои се можеби и по обични, зависи од земјата. Какви се нивните впечатоци? Задоволни ли се од сето она што е овде направено? Па да, направивме и ние добра инфраструктура, значи имаме сместувачки капацитети, по стандарди што би рекол хотел со 5 звезди во планина, значи нормално не се реални 5 звездите, него природата ни дадат звезди, али тоа е се направено во најдивиот дел на планината Нидже. Значи кога дојавме тука во концесија немаше ништо, буквално немаше малтene ни пат. Беше патот затворен пред некои 15-20 години и тргнавме од нула. Конкретно, че немаме струја, немаме вода во ловиштето. Значи струјата е обезбедувана преку фотоволтаична централа, водата од каптажа која што е пример 2 км од главни објекти. Така да буквално почнавме од нула да градиме, да го култивизираме. Местото моментално имаме сместувачки капацитети за околу 14 апартмани, значи за гости. Вкупно легла со се куки во ловочуварската имаме преку 70. Така да како бројка на лежеје со огромен капацитет, меѓутоа реално комерцијално за како соби за престој на гости, странци или наши домашни, се десетина, значи соби, кои што се двокреветни, трокреветни, така да оптилike таа бројка 20 на луѓе до 30 би било некој максимум капацитет за престој на гости. Имаме кујна направена по ХАСАП стандарди, значи кујна за готвење, пошто ако имаме 20 на гости плюс организација луѓе, некоја сме и 50-60 луѓе, значи со се луѓе во погон, организација и така натака. Тука е и кланицата, значи за преработките на дивеч, која што исто направена по ХАСАП стандарди, имаме дозвола за преработка, конфекционирање на месото и така натака, која што понатаму и до дистрибуција. Нидже, освен што е трезор на природни убавини, таа е дом на едно големо и разновидно шумско семејство од срни, зајаци, диви свињи, ребици, камењарки, гулаби и други видови на пердувести влакнес дивеч. Овде има волк, лисица, ласица, куна белка, куна златка, твор, страчка, јастреб кокошкар. А пак репроцентарот во ловиштето Нидже, кој се протега на оградени од прилика 1000 хектари во кои живеат елени лопатари, горски елени, сика елени, срни муфлони, берберски овци, рака овци, хималајски тар, четирирогата овца, дивокози. Тоа е мал рај, мало царство на животните. Тие се размножуваат по системот на формирање на матични стада, а секоја наредна година одреден број на единки се пуштаат во природата за интродукција и репродукција. На овој начин репроцентарот го зголемува и збогатува вкупниот број на дивеч, но истовремено го донира онаму каде што е потребен баланс во екосистемот. Тука ренџерите ги хранат животните, кои веќе се навикнати на нивното присуство, а секој странец е регистриран со неговиот мирис, аура или шум. Животните од дивиот свет се хиперсензибилни на модерното време и го препознаваат оддалеку. Ако имате парфем и флуоресцентни бои, вие веќе сте намирисани и регистрирани. Затоа ако сакате блиска средба, ќе мора да се сплотите со природата со се хормоните и натуралниот мирис кои се вклопуваат во дивиот свет. Омарнината на предвечерието го најавува нивното време за вечера. Крадешку, на прсти и со шепот им дојдовме на гости од пристојна дистанца. Да се подсетиме, овој животински божествен свет, толку убав и див, полн со искреност, со феномени и љубов, беше омилена емисија на низа генерации. Во него гиле 13-тото прасе, алијас Гиле Баксус и Срнчето во епизодата од Светот кој исчезнува. Братски ја преживуваа стихијата на реката и беа јунаци на едно убаво време, кое можеби не можеме да го вратиме, но можеме да го создадеме во еден поубав свет. Еве тука на Нидже, каде што реките се смирени и премостени, како и табуата кои ги разјаснува оваа приказна.
Да, ние овде сме во ловиштето, во моментов гледаме како се хранат животните и мораме да бидеме тивки за да не ги исплашиме. И сега наистина е ретка прилика вака да видиш вакви убави животни од толку нели блиску, меѓутоа јас не знам нели кои се точните имиња на животните, па ќе мораш да ми помогнеш малку. Така. Ова што гледаме се моментално се горски елени, значи мажјак, джинки и кошути, значи младиот горски елен. И таа група десното се берберски оси. Значи берберски оси или барбери шипе, енглеското име, потекнуваат од Судан де факто, населени се во Шпанија ги има, во Франција одредени делови, Северна Америка и така натака. А иначе од Судан потекнува и едно од поиздржливите животни, се вика овце, устари во фамилија на кози, кои може видите немаат брада, појќе личат на кози. Кози, да. Виж овде ќе им донесува некоја храна зрнеста, сега не знам од овде не можам да видам нели што точно. Да, со два типа на храна, значи со зрнеста храна пченка и луцерка, тоест детели не треба. Два типа на храна, тоа количината менуваме зависно од периодот, кога има природна вегетација, се дава помалце луцерка, кога нема нормално повеќе, а континуирано дава пченка, значи тоа е енергетска храна која што им дава сила, масноти да може да презимат и така. Многу ми беше интересен моментот кој што веројатно нели ќе го има и на камера, кога дојде возилото, буквално штом го слушна брчењето животните, сите почнаа да се собираат овде. И па имаат навика на хране и на животи, значи он го препознава звукот на тие возила кои што се тука во работа и на тој звук едноставно не се уплашени од него и се навикни да доаѓа. Меѓутоа видовте самото наше присуство движење, луѓе одна ги вознемири и избега. Така да навика едноставно да се навикнете, меѓутоа се предпазливи, секако. Да. Тоа значи дека ние сме овде во моментов безбедни, предпоставам, бидејќи тие се плашливи и веројатно не би... Безбедни, тоа е релативна работа. Во суштина, секојаш постои шанса да бидат живот да нападне. Поготово горски терени, сега беше период на парење, значи септември, октомври месец и мажаци знаат да бидат агресивни и не треба да се приближуваат воопшто луѓе до нив. Значи, одно период на парење вознемирен, све што му се приближува го рачуна како опасно за неговата група неченки со која што се пари така натака, така да било кој животно, еден мал елен лопатар, ако ви удри, може да ви направи тешка повреда. Сега што го слушнам овој звук, предпоставам се елените, бидејќи нели ни кажа дека ако ги слушнаме не треба да се... Македонски лав. Кој ќе видите, ако ќе слушнат, прво ги асоцира на лава, што викате буквално како лав. Се шалам, тој е горски елен, тој е мажјак, со кој што он го значува својот простор, територија и така натака, му се приближи друг мажјак, ја покажува силата преку гласот, а после тоа и влегувате у борба. И не нечисто имаме ситуација да има повредени и загинати животни во период на парење. А исто време може да се случи кога станува збор за храна. Ако видовте други групи доаѓаат, некои се повлекуваат, значи у природа секојаш има таа потреба за доминација, за владење на просторот и така натака. Да, баш мислам специфично тоа доаѓаат нели во групи, ретко кое животно доаѓа само, доаѓаат во групи, и со дивите свињи исто го забележам. У суштина животните така функционира во природно парење, машките се со женските, меѓутоа после тоа женките се двојат со младите и со одвоени. Така да, еве сега горски елен, ако видите се женки, главно по некој мажак се движи, меѓутоа се периодот више на парење завршува, они полека се двојат. И она што е интересантно во природот дека се парат, машките се тепаат, а после завршувањето на парење стануваат на другари, се издружуваат машките посебно, се до следната сезона дека тоа е период на парење. Па пак ќе ударат на тепање. Па пак на тепање. Добро, слични сме, не сме многу поразлични, да, тука сме негде, да. Сакам да те прашам уште во овој дел, мислам, дали постои поделба на животните, дали може во однос на групирањето, да речам, дали овде се едни животни па на друга локација други или си да се во... Не, имаме огради каде што примечуваме одредена група, пример крискиот козорог, овците форхор на рака, шип ги чуваме одвоено, затоа што видовме дека де факто постои голема опасност од страна другите животни да им се нанесе повреда или смртност, пример дивите свињи знаат да ги изедат малите на овците самиот период кога се параѓаат, кога едноставно се безпомошни. Така да
Да, секако. Меѓутоа во суштина во големиот простор градата се сите животни живеат. Да. Единствено ви кажав овие овци, еден дел на козивина, на критскиот кодор ги држиме одвоено. А свињите ги има секаде нормално. Сега, бидејќи ние не живееме со нив и малку не гледаат нели чудно и се вознемирени, што треба да направиме еве во случај да, не знам, не нападне некој од животните? Се качите на дрво, не. Па не вежбавме тоа. Па добро. Не вежбавме. Кој ќе дојде мака брзо ќе се. Игор не ни кажа тоа дека треба по дрва да се качуваме. Да се качиш на дрво, значи најдобра заштита е да се, ако е голем горски елен, се заскриете за дрвото, да не може да го поудри со рогот. Главно мажаците удираат со рогови, а за разлика од тоа женките удираат со копита, така да ја видовте се одмира нешто се случи. Се скараа нешто. Така да секојаш има начин да се заштитите. Најдобра заштита е дрво, или качување, или откривање над него, се дека не помине напад. И тоа ретко тоа се случува, али може да се случи. Затоа треба внимание, не треба да се приближуваат. Премногу близко луѓето имат перцепција, види колку е мало, убаво, нежно, и тоа сепак е диво животно. Да, и веројатно тоа Стравот, кога ќе почувствува опасноста и тоа реагира нормално. Може да нападне од страв едноставно или едноставно зашто се осеќа нели загрозен и така натаму. Комплексот Нидже е една мала самоодржлива оаза која самата произведува струја и вода. Овде секој објект е наменски позициониран и поврзан со другите. А сите тие се нанижани покрај реката, премостена со мост кој истовремено е и најубавата таверна под кровот на крошните, кои во најголемите горештини ја даваат најубавата сенка. Она што го чува и облагородува ова место како една целина, околу која гравитира шумскиот живот во еден врамен, организиран свет, е малата црквичка Благовестие, која е настаната благодарение на предзнакот од постоечкото сакрално место, врз чија светост доликувал единствено мал храм, кој самиот си го определил името Благовестие, затоа што домакинот токму овде, на тој датум, ја примил благата вест за своето второ чедо. Коинциденција или чудо, ве оставаме на слободно толкување, но пораката и поканата на молитва овде во ова катче стануваат природни за потребата на душата и човечките мечти, како што природата станува човечка со мудроста со која насекаде не советува. Главниот сместувачки центар е Матица. Во него има стилски уникатна трпезарија со камин, мераклиска маса, билијар, која на некој начин е еден вистински мал музеј од ловечки арсенал, трофеи, разни аксесуари и ретки фотографии, например од маршалот во лов, кои ќе ве анимираат да се чувствувате посебно, бидејќи местото е такво. Овде има рулет од специјалитети на куќата, а што и да ви се падне, верувајте, е превкусно. Здраво, Никола. Здраво, секој е добро. Јас намирисав од долу дека нешто убаво мирисе и не можев да одолеам и да не дојдам да прашам што се подготвува овде. Еве, готвиме гулаш од лопатар, при крај скоро, 15 на минути треба. Затоа е толку добра миризбата. Добре дојдовте. Добро ве најдов, се надевам дека ќе си заминеме со истава килажа, не ни треба некој килограм повеќе. Јас до душа не сум некој фан на месото, ама ова изгледа навистина неодоливо и сигурно ќе го пробам, ама морам да те прашам што има се во овој лонец. Ова е како прво месото специфично од лопатар, тоа е слично на телешкото месо, специфичен вкус, кревко и убаво за јадење. Останатите намирници се кромит, сува пиперка, макдонос, морков, зачини вегета, лук, бибер, ловоров лист. Е сега, бидејќи нели лопатарот е дивеч. Точно. Е сега претпоставувам дека има некаква разлика во однос на нели приготувањето месо од, да речеме, домашни животни и од дивеч. Треба подолго време. Да, сега тајните на добрите мајстори не се откриваат, ама кажи ми да сготвам да изненадам некого барем. Треба подолго време да се готви, Добро. на тивко, да крчка како што кажуваме ние и со трпение да биде се како што треба. И сега има ли некој посебен мастрав? Мастрафо е нормален како за гулаш телешки кој што стават, али вкусот на месото му го дава сочноста, се што излегува се од месото течноста, му дава посебен шмек на овој гулаш.
Сега гледам во другата тава има ориз, претпоставам тоа е за гарнир, добра комбинација. Тоа е за или како? грили, може со пире кај нас го, али јас вечерава одлучив да биде со ориз и е многу подобро, многу по-специфичен вкусот, многу поубав. Претпоставам дека ова ви е нели еден од специјалитетите на куќата или можеби главен специјалитет или не знам, ајде откри. Имаме повеќе откри што е во специјалитети, кујната. али ова е едно од најдоброто што посебно во овој период, во зимен период, кога се гулаш со ориз или со пире, посебен шмек, посебен вкус му дава. За ова пригода, за ова време, за овој период од годината. Така, значи секој период од годината има веројатно нешто Така. поразлично. Ако дојдевме малку кога ќе беше постудено, што ќе ни Тогаш препорачаш? печење ви препорачал од лопатар или од црн или од било што и да е заедно со компири, со пекарски компири, со зеленчук, со се и се што. Кога доаѓаат, да речеме овде нели гостите или ловџиите кои да се најчести, што е на што можеби најмногу се нарачува? Најмногу се нарачува гулаш и чорбите, супите од джигерчина, од црева, од такви работи, посебно од црните што се. Добро, бидејќи јас ќе бидам овде неколку дена, ова ќе ми биде првото. Претпоставам за утре, не знам што ќе ни подготвиш. За утре ќе видиме што ќе видиме на агендата, изненадување ќе Јас, видите. значи, одам веднаш да го пробам, бидејќи навистина многу убаво мириса, тоест ќе почекам барем уште 10-15 минути. Уште 10 минути да завршиме. И ќе кажам после мислење. Ви благодарам. Фала, Никола, се Фала гледам. ви и вас. Би се рекло, после напорен ден, оди една убава опуштена вечера. Ние немавме напорен ден, напротив, имавме многу убав ден во природа. И сега овде треба малку, нели, да се, да речам, опуштиме. Дени трпезава е полна, вака ли се опуштате редовно? Вика, што е дефиниција, вика, за ловци, вика, тоа е организирана вооружена група, што преку кафана, вика, преку шума идат во кафана, вика. Па ми се допаѓа мене дефиницијава, денес бев во шума, храна имам уште да станам ловче евентуално. Па добро, може да се проба. Па, Кај во ловството нема измеѓу, или ќе ве привлече, или скроз ќе ви каже тоа не е за мене. мене малку ме исплаши, да речам, патов до овде, ама ова што го видов денес, навистина многу ми се допадна и на добар пат сум да ви се придржам полека. Добро, ќе пробаме, еве, од утре. Има ли жени ловџи? Па во светот има, да, во Европа има и тоа прилично, меѓутоа кај нас за жал ја не познам ни една. Значи во Македонија, а има, сум слушнал дека има, али тоа веројатно се жени на некои ловци кои што од време на време ловат. Меѓутоа за жал во Македонија многу малци, Добре, можам да бидам прва, добре. Секогаш. Јас пред да седнем овде, нешто намирисав, не можев да одолеам, бев кај Никола во кујната, таму нешто се подготвува, тоа ќе го видиме малку подоцна. Но знам дека од сето ова, нели, тоест не сето, поголемиот дел од ова што е на масава е и ваше производство. Па да, во самиот репроцентар, освен што нели стопанисуваме со дивеч и имаме свој капацитет за преработка на производите од дивеч, имаме своја градина која што одгледуваме зеленчук, еколошки чист, така натака, имаме мала фарма за свињи, одгледуваме домашни прасиња, имаме и мангулици, тоа е еден тип на некоја свиња која што влече генетика помеѓу дива и питома свиња, која што е специјалитет во Србија, Војводина, тој северниот дел Маđарска, каде што прават разни преработки од неа, не знам, пршути, кулени, така натака. Понатаму имаме рибник свој, значи пастрамка, конкретно калифорнијска пастрамка, значи меѓутоа аклиматизирана, би рекол, во планинскиве услови. Така да буквално све од зеленчукот и целото производство на храна, месо, риба е домашно, така да една додата приказна за еколошкиот дел и за здрава исхрана и така натака. И на крај тоа е тоа што го нудиме на странците како додадена вредност, кога ќе дојдат тука да пробаат нешто наше автохтоно, оригинално, домашно, вкусно и стварно, пример, истото семе на пиперка кое што во равницата
расте, има не знам колкава должина на пиперката, тука е за 50% подолга, повкусна, поароматична, така да веројатно самиот амбиент, екологијата, природата да се има. Да. Или освен што може да ги пробаат нели вашите да речам производи деликатеси, гостите кои што ќе дојдат овде, постои ли можност производите без разлика дали е нели зеленчукот, овошето, можеби дивечот да го пробаат и нели другите луѓе или пошироката да речам. Па вака зеленчук конкретно е за наши потреби. Тоа е мала градина, че буквално за потреби на репроцентарот, меѓутоа дивечот да, значи го дистрибуираме, стопанисуваме, тоест имаме производство на дивеч, на месо од дивеч. Меѓутоа за жал се уште не може се најде во малопродажба во маркетиве, меѓутоа количината која што моментално произведуваме е доволна за дистрибуција на хотели, ресторани, така би рекол, месарници одредени. А во план е како ќе го зголемуваме капацитетот, така да и работиме на тоа да стигне до мало продажба, значи до крајните потрошувачи во маркетите, меѓутоа тоа би биле маркети од или потоа на деликатес маркети, значи не би можело да се најде во широката мрежа, што е специализирано, поскапо е него нели нормалното месо и одредена клиентела е да кажеме способна да е поскапа, така да е платитација. Така, овде имате крупен дивеч. Што е на што можеби најмногу се бара од овие клиенти со кои што соработувате? Па главно е тоа месото од елен, затоа што овој репроцентар е специфичен, тоа што имаме неколку врсти на елени и тоа што во Македонија де факто се рачуна дека некој од тие врсти е автохтона, врста де факто во природа го нема. Значи го имаме ние срничкиот дивеч, меѓутоа еленскиот дивеч во Македонија е многу редок. Освен тоа имаме и муфлони, имаме и други врсти, да кажеме, на животни од фамилијата на овци, кози. Тоа се екзотични, тоа се алоктони врсти, значи кои што се воведени, донесени во Македонија, односно во наше ловиште. Меѓутоа главната концентрација во дистрибуција на месото е еленскиот дивеч. И нормални дивата свиња која што природно постои, и таа исто се конфекционира и се дистрибуира. Постојат ли некакви посебни стандарди кога е во прашање дивечот? Да, секако. Суштината е тоа дека кланиците за дивеч може да функционира само самостојно, значи не може во кланица во која што се третира питомо месо, се третира диво и обратно. Така да ние бевме со обврска да инвестираме и да направиме кланица посебно, значи наменски за конфекционирање на месо од дивеч. Треба да ги исполни ХАСАП стандардите од сите аспекти. Тука е Министерството, ствари Агенцијата за храна и ветеринарство, значи они се тие кои што ги определуваат стандардите, се исполнуваат одредени услови и ја дава дозволата за работа. Го корумпираш, опасно гледам, така знам дека се Морам да го подкопам, не можам. Да, добро. Седи. Ајде. Не, многу е постичен, навистина. Изгледа многу страшно, меѓутоа толку е питомо атила. Ја го најде начин. Да. Што се случува во оние вечери кога после не знам помина ден во природа или во лов, ќе се соберете овде покрај каминот. Атмосферата е навистина прекрасна. Јас морам да признам дека прв пат сум на вакво место во ловиште, во ваква природа, во ваква дивина би рекла. Што се случува во тие вечери? Како поминуваат тие дружби? Ако е ловот успешен, прво се приказните кој отстрелил најголемо животно, нели како приказната со рибарот. Ловчиските приказни. Раците да каже дека окото било окава на рибата. Значи првиот тој дел, ако успешен ловот, приказните се добри. Ако не успешно, сите се тажни, тука сите барат кривица, кој сгреши, дали биле тоа терачите, дали биле чекачите. Јас не сгрешив со Атила денеска. Така да суштината зависи како е завршен денот. Мито како и да е завршен денот, на крај со чашка ракија, чашка вино, тука расположението нели си доаѓа само по себе и приказната завршува секојаш убаво. Единствена работа што е негативно што тоа знае да трае со сати. Значи, треба да се стане рано, веројатно. Да се стане рано, така. Значи може да седнеме не од 4 сат, 5 па планне пример и тоа може да трае до полног, значи тоа се добри 8 сата, што викаат, еден воз добар, нели? И за повторно треба повторно во 5 сата да се стане са бајле, че тие 5 сата се не се доволни, меѓутоа, ловечката, како да кажам, пасија, желба е таа што и тие 5 сата се доволни
да се одмориш со идеја да повторно утре излезеш рано во планина. Ама како викаат, нели, воздухот си го прави своето и веројатно не треба ни многу сон. Па да, и тоа има приказано, стварно во планина на свежиот воздух со малце подотворен прозор, со доволна присутност на кислородот во собата да не ви биде презатоплен и така натака, вие брзо спиете. Значи брзо, што сакам да кажам, ако во град ви се потребни 8 сата да спиете, у планина можете со 5 сата да помине. Дефинитивно. Забележав дека има многу и, не знам, друштвени игри, карти, домино, имате билиард, маса. Па да, тоа се воншколски активности би рекле, нели, Така. после лово, тие што промашиле обично сакаат да се докаже дека подобро играат билиард или пикадо. И тука се надпревари разни кладења и така натака, така да тоа е целоно дел на приказната после лово, дружбата и тоа се, да кажеме, сите можни начини на креација ги практикуваме, нели? Од карти, не знам, домино, табла и така. Знам дека овде често доаѓаат и странци. Какви се нивните впечатоци? Па добро, може да кажам дека ние сме пионири во тој дел на филмирање на ловниот туризам во Македонија. Што тоа значи? Значи присуствуваме на повеќе сајмови, значи повеќе ловни сајмови низ Европа, у кои што не го промовираме само нашето ловиште, него генерално ловниот туризам во Македонија. До сега сме учествувале на неколку сајмови во Австрија, во Салцбург, тој е еден од поголемите и познати ловни сајмови, Дортмунд во Германија, во Париз, Франција и места околу Париз неколку пати. Така да со промовирањето на ловниот туризам де факто промовираме и државата. Ја можам да кажам дека првата година кога учествувавме на еден таков саем, буквално разговор со странките ни беа потребни прво 5 минути да разговараме, да им објасниме каде е Македонија, нели? Сите слушале Македонија, но суштина никој не знае каде е таа Македонија. И онда губиме 5 минути да објасниме, да кажеме дека тоа е дел од некоја бивша Југословенска република, се наоѓаме и таму граничиме со тие држави, да свативме дека најдобро следниот пат да направиме промо материјал кој што ќе се види мапата, карта на Балканот, кај што ќе биде означена државата, бар од тие 5 минути 10 интродукција да не ги губиме што се вика во празно, да народот одма добие представа. Сакам да кажам, колку да ние мислиме дека светот не знае, слушнал и се секира, за нас де факто не знаат и знаат многу малци. Така да овој начин на промовирање е многу добар. Од каде се имало гости и претпоставам дека нели ова дало некаков резултат, овие саеми и овие представувања, од каде се сте имале гости? Па главно се од Европска унија, значи французи сме имале, шпанци, австријанци, германци, значи буквално сите земји од Европска унија и од Скандинавија. И одскоро, не одскоро, меѓутоа последниве 2-3 години од Америка, значи со тоа што америчките ловци се можеби едни од најспецифичните клиенти и можеби едни од најдобрите клиенти од аспект на промет во ловството, така да сериозно работиме на тој дел. До сега не сме учествувале на саем во Америка, меѓутоа имаме добри агенти со кои што сработуваме. Така да од цел свет едноставно. Јас може нема да научам да ловам, ама дека ќе дојдам пак ќе дојдам сигурно, а сигурно и ќе пробам зашто толку убаво мириса сте, не знам дали од природава, дали од кујнава ваша од хранава, мора да. Ја мислам дека амбиентот е повеќе, нели? Која е твојата препорака, еве, чисто нели да им помогнеме на луѓето кога ќе јадат дивеч да знаат какво вино да пијат? Па основата е, нели како вика, црвени меса со црвени вина, бели меса со бели вина. Дивечот секако оди со црвено вино. Меѓутоа сувите вина се тие кои што идат со дивеч, затоа што нема потреба од шеќер и од благост на виното, него се бари обратно, се бара малце опороз, малце танини да се почувствуваат во виното. Суштината е во готвењето е, значи да дозволите да месото сепак си го даде својот оригинален вкус. Да не го убиете во сите тие маринади, сите тие сосови и така натака. Суштината е таа. И она што е најбитно би рекол, кога јадете дивеч, немојте никаде да почнете да мезите со разни даски, разни одевери, тој е најпогрешниот начин. Добро, тогаш препораката твоја е? Значи препораката е моја, зелена салата пример, не е битно. Пиперки печени и така, значи зеленчук
Може со чашка ракија 2 и главното јадење. Значи, Дени, фала ти за сите овие совети ќе ги применам. Да. И што баш ми е драго, па ќе дадеме коментар после како ви се допаднало парувањето. Фала. Ајде, Жули.